што значи зборот веда? Фрка веде. Веда молњи, што ги вика, или светкавици. Тоа е веда. А што значи зборот бендиса? Го сака. Свиѓа. Бегендисува, му се свиѓа, го сака. А што значи зборот домазет? Домазет, самиот збор кажува. Овдека постои пракса да девојката се оди во куќата на момчето. Ако оди обратно, оди мушкото кај женското, значи иде зето в дома кај девојката, домазет. Самиот збор кажува. А зборот запачиса? Зафатница? Запачиса. Како? Запачиса. Се запачиса. А, се запачиса. Се збуни. Не може да се снајде. Те чуле домазет? Домазет, зет, домазет. Што се мужи за кај кај жената. А знаете што значи зборот гилика? Не. А зборот акал? Акал памет. А бендиса? Свиѓа. Што значи зборот домазет? Тоа во тетовското наречие, зборот домазет, значи дека машка индивидуа кој ќе оди кај женската индивидуа. И тој се вика домазет. А дали знаете што значи зборот гилика? А, гилика. Тоа е една смешен израз кај тетовското наречие, каде ние постарите велиме за децата дојди да те гиликнем. Значи да го насмееш малечкиот. Знаеш, у тој збор. Значи. Во скокот. Да го сокотнеш. А знаете што значи зборот акал? А, акал. Акал исто во тетово се говори тој збор. Меѓутоа тој е турски збор, наследен од империјата. И акал, значи некој човек возрасен или друга особа, кога ќе му рече дали имаш акал, дали имаш памет. Македонските дијалекти се посебен предизвик за истражување и затоа јас и го избрав ова дијалектологијата избрав како моја професија. Работам во Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков веќе 30 години на оделението за дијалектологија. И она што можам да го истакнам и од своето лично искуство и од сето тоа што е ставено во книгите, во монографиите за дијалектите, како истражувања досега и од професорот академик Божидар Видоевски и од сите други дијалектолози македонци, е дека македонските дијалекти значи навистина се многобројни, не се губат, малку се менуваат, што е најнормално, бидејќи јазикот во принцип е менлива категорија, значи подлежи на промени, како што се менува општеството, како што тече временскиот простор низ кој што луѓето живеат, така се менува и секој јазик. Тоа важи и за дијалектите, се разбира, како народен јазик. И она што може да го кажеме за македонските дијалекти е дека се менуваат, но не се губат. И треба посебно да сме благодарни што ги имаме, затоа што во нив се скрива историјата на македонскиот јазик. И не само на македонскиот јазик, туку и на македонскиот народ, затоа што народот, зборувајќи го својот јазик, ги покажувал своите начини на кои што го гледа светот околу себе, своите стравови и радости, својот начин на перцепција на работите во смисла на тоа какви фразеологизми гради со своите зборови, со зборовите на својот јазик, како ги представува работите, дали со прво лице, дали со трето лице, дали со кратка заменска форма или со лична заменка. Значи, сето тоа, јас им го кажувам и на моите студенти, е дел од историјата на секој народ и на секој јазик. Значи, дијалектите се непишана историја. И затоа никој всушност, никој од актуелните, да кажам, негаторски тенденции спрема македонскиот јазик немаат право тоа да го прават, затоа што јазикот ги скрива, ги кажува, всушност не ги скрива, нашите особености и нашиот интегритет македонски и автохтоност. Значи, во дијалектите е скриено сето богатство од нашите предци, кои што
сакајќи или не сакајќи го вградувале не само во начинот на кој што зборуваме, туку и во културните придобивки, а тоа се народни песни, приказни, умотворби, изрази, фразеологизми и се друго. Значи, диалектите се нашето богатство. И затоа треба да ги негуваме и посебно да ги чуваме и да се грижиме за нив, но не да ги употребуваме во официјална комуникација, се разбира. Борчиња, дали знаете што знача? Например, домазет. Домазет е кога сопругот на жената живи ке баба му и дедо му. А веде? Веда? Веда е молња. А гилика? Гилика е, ќе ти сгилика мака. Јас сум стара тетовчанка. Домазет, знаете што значи? Знам што значи домазет. Што Без значи? слика тоа е, телевизор без слика, нели? Е, така. Ајде, пријатно. Пријатно. Тетовскиот говор спаѓа во северното говорно наречие според поделбата на академик Видоевски, а тоа наше северно говорно наречие е посебно интересно затоа што се дели на два дела, условно кажано. Значи, западниот дел од тоа северно наречие има повеќе влијание трпело од западните македонски говори, што влегле и во основата на стандардниот јазик, а источниот дел од северното наречие трпело влијание од источните говори. Тетовскиот конкретно, како најистакнат, да речеме, говор, бидејќи е градски говор, единствен градски говор во тој западен дел на северното наречие, значи има навистина многу своји специфики кои што од една страна го прават близок до стандардот и до западните македонски говори, да речеме до гостиварскиот, до кичевскиот и така, до поречкото говорно подрачје. Од друга страна па има специфики кои што се автохтони, да речеме, и кои што го доближуваат со соседните српски дијалекти од другата страна на границата државна на Република Македонија. Ете, тие специфики го прават изговорот на тетовскиот говор посебен, да кажеме, во секој поглед, и ќе наведам некои од нив, се разбира. Значи, пред се, третосложниот акцент е едно од тие влијанија што од западното говорно наречие влегле во тетовскиот говор. Дури има и претерување во тетовскиот говор во ситуации како глаголскиот прилог, кој што во другите говори се изговара копајќи, јадејќи, а во тетовски ќе се изговори со акцент на третиот слог од крај на зборот, копајќи, јадејќи, или лубејнца, нели, так, водејнца, значи нешто што за западните говори е малку поразлично. А втора особеност што е специфика на повеќе културниот и повеќе националниот историски развој на овој регион, каде што имало долги векови и турско население, а потоа и албанско население, кои што во својот јазик имаат темен глас, тоа е еден вид на затемнување на гласот А кога е под акцент, нешто што е многу голема изразена специфика на тетовскиот говор, или што би рекле самите тетовци или тетовчани, малку скржаво зборуваат, го стегнуваат изговорот на гласот А. Јас не можам тоа да го доловам вистински, можеби вие можете подобро да го интерпретирате од мене, но има бројни примери каде што под акцент значи гласот А се изговара затемнето. Тоа е специфика што на дијалектно рамниште на Македонија и пошироко е раритет, значи ретка појава, а кај нас се сретнува само во тетовскиот и во охридскиот говор, затоа што и двата имале некакви влијанија туѓојазични кои што придонесле таа редукција да се вгради во системот на изговор и на некој начин и да биде и некако вид на престиж, затоа што па редукцијата во говорите на селата од тетовската околина ја нема. Значи, оваа редукција на вокалот А ја има само во градскиот тетовски говор, не во околината на Тетов.
Значи тоа се две така специфики на фонетски план, на морфолошки план, она што сите го забележуваат при првото слушање, тоа е мие, нели личната заменка за прво лице множина, потоа чувањето на вокалот на основата во прво лице еднина, значи носим, нели, јадем, носим и така натаму. Потоа имаме специфики кои што се однесуваат на множината кај именките од женски род, женете, куќете, нели, сестрете и така натаму, значи нешто што е останато од нашиот стари јазик, нашиот старомакедонски да кажам, јазик, бидејќи таму имало и мека и тврда промена, а во меката промена имало едно јад таму, еден стар глас кој што дал рефлекс и кој што рефлекс останал во тетовскиот говор и во дел од северните говори, а во другите го нема, таму е наставката и знаеме, жени, дејки и така натаму. Значи, дејкете, женете и така натаму, тоа е една специфика која што вака многу е препознатлива за тетовчани, а на лексички план, она што мене прво ми падна вака во очи кога патувавме со автобус, кога во едни убави времиња пред пандемија одевме, нели, да предаваме во Тетово во живо, не онлайн. Значи тоа е глаголот, значењето на глаголот допре за запре. Значи автобусот допира овде или не допира овде. И нешто што е вака прво кога ќе го слушнете многу збунувачко, но значи ете така е лексичка особеност на тетовскиот и на гостиварскиот, но тетовскиот вака еве паѓа во очи и бидејќи за тетовски денес зборуваме, морам да го истакнам тоа, инаку има и многу други специфики. Значи имаме широка употреба на сум перфектот, односно минатото неопределено време, многу поголема од сум била, сум модела и така натаму, за разлика од некои говори во западното наречје, каде што тие ситуации се покриваат со има конструкции, имам одено, имам читано и така натаму. Овде доминира сум перфектот, односно тој стариот словенски перфект. Значи имаме ситуации што покажуваат архаични црти на тетовскиот говор, што е нормално за една ваква средина каде што значи народот делумно имал влијание од турскиот јазик, да речеме, или од албанскиот, но во оној другиот свесен дел народот во принцип сака да си ги зачува своите особености, да ги конзервира некако од туѓојазичните влијанија и во таа конзервација баш се зачувуваат архаични елементи. Инаку турцизми имате исто така многу, значи тетовскиот говор изобилува со турцизми. Значи еден од тие турцизми, морам да го кажам, ми беше така исто многу интересен. Ѓуѓум за ѓум, значи тоа во истражувањето на мојата драга колешка Дијана Петровска, што е исто така доктор по диалектологија, има прекрасна докторска дисертација за тетовскиот говор исто, што набрзо ќе излезе и како отпечатена книга. Значи ова се го кажувам затоа што од неа, од незините трудови се гледаат тие турцизми како термини што се зачувани посебно во занаетите, во старите тетовски занаети, што исто така покажува едно културно рамниште во кое што живееле старите тетовчани, во кое што се развивале, во кое што се развивал нивниот јазик, значи во таа интерференција со турскиот посебно, што е одразено во таа лексика, да речеме, посебно на ниво на термини, на некакви називи за садови, за алатки и така натаму. Значи, ова се накратко спецификите на тетовскиот говор, инаку може многу да се зборува за нив. Јас и моите колеги од институтот имаме една цела книга напишана за вратничко-полошките говори. Во 2012 е објавена книгата, беше дел од проект на Министерството за култура, значи финансирана од нив.
И таму имаме материјал што тогаш беше собиран на терен, иако дијалектите, пак ќе нагласам, се неисцрпнен извор за истражување, така што постојано да се истражува, повторно има и нови работи што можат да се откријат и што го покажуваат тој континуитет во развојот, но и промените во говорот што се нормални и што се делумно дел на образовниот процес, а делумно се резултат, да речеме, на спонтаниот развој на македонскиот јазик. А таков спонтан развој имаме во губењето, например, на падежните форми, кај изразување на лични имиња и роднински имиња. Ако допред 50 години било нормално и во Тетово да кажете го видов Божота, да речеме, сега нема така никој да каже, затоа што моите студенти ги слушам како зборуваат, значи го видов Божо или Кристијан ќе биде или не знам, и модерните имиња секако не можат да се вклопат во таков некој стар падежен систем. Значи, јазикот нормално трпи промени и сите тие промени се рефлектираат во дијалектите, но нашите дијалекти упорно и убаво се чуваат, само треба да внимаваме каде да ги користиме, а каде не, се разбира. Комплексна е работата околу влијанијата. Зошто е комплексна? Од една страна се влијанијата врз јазикот се може да бидат чисто јазични или лингвистички влијанија и надворешно јазични или екстралингвистички влијанија. И сега во Тетово, баш токму во Тетово се испреплетени тие две влијанија, посебно од еден период, нели, од самодосамостојувањето на Македонија до денес, затоа што имаше бројни миграции, не само село-град, туку и град-село и всушност и иселување на тетовци во Скопје и во други региони. И сето тоа, мислам дека предизвика не мала, можеби малку поголема промена во составот на населението што денес живее реално во Тетово. Колку реално има вистински стари тетовци, што би рекле дека се тука родени, значи и предците им се во Тетово родени, дедо-предедо, не знам, не сум правила детални истражувања, но веројатно не се многу. Затоа што навистина имаше во меѓувреме имиграција од селата и од поречијата, луѓето слегуваа во Тетовскиот регион за поубав живот. И сето тоа влијае да се губи оној стар градски тетовски дијалект, а да се наслојат, да се напластат зборови што се карактеристични за тетовската околина и за вратничкиот говор како посебен еден дел во тетовскиот цел говор, во целиот комплекс на тетовски дијалекти, да речам. А од друга страна, кога сме кај екстралингвистичките влијанија, тука се разбира дека е пресуден начинот на кој што живеат младите генерации. Значи, користењето на интернет алатки, како и сега ние што, мора да ја користиме во моментов, значи, иако јас сум така фан на разговор во живо, како и секој друг лингвист, но сега тоа е што е, значи, користењето на интернет алатките, користењето на англискиот јазик, не само како инструмент за да се окарактеризираат деловите на компјутерот или начините на функционирање на IT уреди, да речеме, на електронски уреди, туку и
Претежното седење и користење на електронски медиуми, а не на читање книги, предизвикува кај младите едно поинакво влијание врз јазикот, каде и денес имаме резултат на сето тоа е многу англицизми, многу, да кажеме, нови зборови, кои што за волја на вистината и јас ги користам, шернува, например, нели ја, или лајкнува, или не знам, мислам, такви има десетици, се влијание кое што е јазично, значи од англискиот врз македонскиот, но е предизвикано од екстралингвистички фактори, односно од начинот на кој што живееме напросто е еден поинаков турбулентен начин, без комуникација во живо, со електронски уреди, со многу емотикони, односно со знакчиња, нели, смајли, сонциња или не знам што, што од друга страна па ни го ограничуваат нашиот македонски јазик. Не е страшно во смисла дека може да исчезне, но еве апел до тие што ќе ме гледаат и ќе ме слушаат, значи колку што може повеќе да се чува македонскиот збор, секаде каде што може, да не се користи позаимениот англиски или каков и да е, или напросто да наместо срце да му ставите на некој како крај на пораката, можете и да му пишете со збор, нели? Те сакам, те гушкам и така натаму. Значи нешто што порано беше најнормална работа, сега е заменето со такви знакчиња. Значи, миграцијата, образовниот процес исто така. Значи, стандардниот јазик влијае на сите дијалекти, не само на тетовскиот, и тие нови начини на комуникација го прават своето во смисла на промена на дијалектот, но јас мислам дека засега барем нашите македонски дијалекти не се загрозени и убаво и упорно се чуваат. Можеби она што им пречи на професорите по македонски јазик, кога учениците не им зборуваат на стандард, туку на дијалект тетовски, од друга страна па придонесува да се зачува дијалектот повеќе отколку кога сите би биле така доследни во зборување на стандарден јазик. Се разбира дека стандардниот е приоритет за секоја јавна и официјална комуникација. Тоа постојано го повторувам и тоа треба да биде значи еден, да кажам, дострел кој што треба да го постигнат учителите, наставниците, професорите во образовниот процес со секоја генерација на ученици. Значи тоа треба да им биде приоритет. Ама колку е успешно тоа или не, па сега зависи од секој професор и од приводот на професорот, но и тука уште една работа морам да нагласам, и од приводот на родителите. Значи, родителите и домашната атмосфера. И значи, инсистирањето на родителот дека македонскиот јазик е тој што е мајчин, тој што ни е идентификација, тој што треба да ни биде основен двигател на нашите мисли и нивен креатор напросто, не треба да го занемариме или да го запоставиме на сметка на англискиот или на сметка на некој друг германски или не знам каков јазик кој што во моментов сметаат родителите дека ќе биде со престиж ако нивното дете прво научи англиски, да речеме, да зборува, па потоа македонски. Тоа е најголема грешка. Значи морам да го нагласам ова. Минатата година за денот на мајчиниот јазик го зборував истото во една прилика во библиотеката во Радовиш. Значи, мајчиниот јазик е креатор на нашите мисли. Македонскиот јазик, за сите говорители на македонскиот јазик, е креатор на нивните мисли. Да не дозволиме нашите деца првите зборови да ги кажат на англиски. Затоа што потоа македонскиот јазик ќе им биде како втор научен јазик, а не како мајчин. Значи, ако просто едноставно ги збунуваме само децата, ако прво им зборуваме или ги оставиме да слушаат само цртани филмови на англиски,
а потоа ги научиме мајчин јазик. Зборувајте им на децата прво на македонски, раскажувајте им приказни македонски, пејте им песни на македонски. Кажувајте, зборувајте. Значи, културно воздигнувајте го детето со нашите македонски зборови. Значи, тоа што со векови не зачувало како посебна нација, тоа е токму таа народна средина во која што се негувал јазикот. Ако тоа го изгубиме, тогаш на вистина ќе биде во опасност и македонскиот јазик и македонскиот народ. Ако за тоа имаме свест и ја градиме таа свест за вредноста на јазикот, тогаш нема опасност кој да зборува, што и да зборува, значи ќе опстоиме како и досега што сме опстоили. Секоја грижа за дијалектот на секое ниво е плюс или еден чекор напред во зачувување на македонскиот јазик. А тоа значи дека дијалектот може да се вгради во книги, значи да имате напишан роман на тетовски говор. Може да се истражува и научно или колку што е секој во можност тоа да го направи, како што колегата Дарко Гавровски, нели, така беше, нели, добро го кажав, и ја напиша книгата за тетовскиот говор. Значи, може да се прават драми на тетовски говор, како што и имаше во минатото. Знам дека имавте многу убава театарска група со модела и на представи во Тетово. Значи, до душа не официјално поддржана, меѓутоа таква аматерска театарска група која што прекрасно функционира. Ќерката на мојата колешка Марина Даниловска таму е една од актерките што игра во таа театарска група. И сето тоа заедно со грижата, да речеме, на општината, за правење на изложби, за правење на некакви културни денови, манифестации, објавување на стари ракописи, трудови, најдени записи од минатото на тетовски говор напишани, или просто вградување на се што знаат жителите од Тетово за својата историја. Еве, Вратничани пред некоја година напишав цела вратничка енциклопедија со ентузијазам да запишат натре се што имаат како колективна меморија за селото и за својата историја. Значи, сето тоа е дел од нашата грижа. Формална може да биде, значи формална, поддржана од институциите во државата, или неформална, лична, со лична иницијатива, но сето тоа е позитивно и сето тоа треба да биде за поздравување, се разбира. И ние, не знам, сигурно знаете, бидејќи дел од вработените во телевизија КИС се наши бивши студентки на катедрата за македонски јазик и книжевност на Тетовскиот универзитет. Знаете сигурно дека правевме прекрасни македонистички вечери на Тетовскиот универзитет, каде што меѓу другото вградувавме и скечови на дијалект кажани, значи интересни работи, песни тетовски. Имате прекрасни групи и пеачи од Тетово кои што знаат да го афирмираат тетовскиот фолклор, тетовските стари народни песни. Значи, тука се вклучуваме сите професори од Тетовскиот универзитет, кои што сме, еве така да речеме, и сега и длабоко поврзани со Тетово и со говорот и со целата култура, значи на градот, и на секој можен начин
се трудиме да го промовираме тоа, а сето тоа го препорачуваме и на сите луѓе кои што имаат порив тоа да го направат на каков и да е начин. Значи не мора да е само со книга, може да е со книга, со песна, со скеч, со драма, со изложба, со поезија напишана на тетовски, може и тоа да се направи, нели? Се она што ќе значи од една страна афирмација на говорот, од друга страна негова заштита од некакво трансформирање или изумирање, не дај Боже. Не верувам дека тоа му се пишува, сигурно не, меѓутоа за грижата е позитивна во секој поглед и тоа ќе има подолгоречни резултати, да речеме, во смисла на тоа дека младите ќе си го сакаат говорот на кој што зборуваат. Значи младите не треба да се срамат од дијалектот што го зборуваат, туку да се гордеат со него. Со тоа што да не се претерува, се разбира, повторно ќе кажам, значи во официјална комуникација сепак треба да се држиме до стандардниот македонски јазик. Тоа е нашето право и нашиот долг кон нашите предци и кон нашите кодификатори, Крсте Мисирков, Блаже Конески, кому што годинава му одбележуваме 100 годишнина од раѓањето. Така што сите тие работи се една мрежа поврзана мрежа на активности кои што се афирмација на македонскиот јазик на кое и да е рамниште, дијалектно, стандардно и така натаму. Значи и ова што вие го правите сега како емисија е за поздравување од секој поглед, затоа што ќе допре до поширок круг на луѓе, ќе слушнат нешто, ќе се заинтересираат за својот јазик, може би ќе се трудат повеќе да им зборуваат дома на децата на македонски, на тетовски или на кој да имаат друг дијалект, мајчин, татков, бабин, дедин, но во секој случај да биде македонски, а не да почне детето како мало да зборува прво англиски. Значи тоа не никако апелирам македонски, тетовски, вратнички, значи брвенички, не знам кој се говор од околината на Тетово се е поубаво од англиски. Англискиот нека остане за повисоките години на образование, кога децата ќе знаат да си ги раздвојат јазиците и да си го сакаат оној мајчиниот, овој да го научат како јазик на некоја меѓународна комуникација.